Почитувана македонска јавност, почитуван северно-македонски премиер, јас поради сериозноста на ситуацијата ќе имам само едно прашање. Предпоставувате ќе биде поврзано со невидената трагедија од европски размери која што ни се случи. Најпрво сакам да искажам сочувство најдлабоко до семејствата на загинатите. Ние велеше не викаме на душман да не даде Господ. Се надевам, тоа сигурен сум дека и ние глодарите, и вие мачињата, таа ноќ плачевте. Плачевме сите затоа што тоа што се случи, можеше да не се случи. Ќе го користам методот на мојот сограѓанин велешанецот Панче Тошковски и ќе се држам до фактите. Ама фактите, почитуван министри, нема да ви се бендисаат, затоа што фактите зборуваат дека и вашиот шеф Миле ми текна во трагедијата во Охрид си поднесе оставка. Потоа и, ако не се лажам, Венко Филипче си поднесе оставка. Тоа што премиерите Груевски и Заев измислија неприфаќање на оставката. Оставка е оставка, нема што да се прифаќа. А вие не ни понудивте, тоа само говори за вас. Но вие ќе бидете предмет на наша интерпелација. Сега прашањето ќе ми биде исклучиво кон премиерот. Ќе почнеме од ноќта, премиере. Ноќта, кога се случи трагедијата во 2:30, вие сте создале некаков си кризен штаб. Јас ќе се држам само до словото и до духот на законите, бидејќи тоа највеќе го разбирам. И кога ја посетивте болницата, кога оној ве сликаше без никаква заштитна опрема и ги изложивте на висок ризик во Вучичев стил повредените, само за да цитирате пиар, кажавте дека па ние сме дел од кризниот штаб. И проверив во законите, бидејќи, како што кажа и колегата Блерим, нема тука ваш закон, тоа во апсолутна монархија, тука има закони. Имаме закон за управување со кризи, донесен 2005 година. Во законот, во член 31, вели владата донесува одлука за постоење на кризна состојба, го определува подрачјето и веднаш го известува собранието, ние. Бидејќи, да ве упатам, кризна состојба е неуставен институт според нашето уставно право. Нашиот устав познава воена и вонредна состојба. Но оваа кризна, бидејќи е таква суи генери состојба, мора собранието да има контрола над неа и вели владата писмено го известува собранието и спикерот еднаш неделно. Ние такво известување од вас не добивме. Ние како ваш контролен орган не добивме. Тоа значи дека вие уште од ноќта сте почнале да постапувате против законите. Вториот дел кој веќе беше експлоатиран од оваа говорница е тоа што вие на таа званична прва пресконференција, на која што стручно, реторички во првиот дел, во напишаниот дел, бевте сосема на ниво на државник, но во вториот дел, кога ви удрија на его, веќе сосема се изгубивте и станавте компрометирач на сопствената истрага. Значи, вие со објавување на писмен доказ, материјален доказ од истрага, еве го адвокатот на урбаната мафија, може да ви каже што тоа значи во истрага, каде што ни објаснувавме архивскиот број бил 51, требало да биде 15, повредивте два изрични норми, јус когенс норми од Законот за кривична постапка. Првиот е членот 2, презумпција на невиност, тој вели државните органи, меѓу кои сте и вие како избрано именувано лице, и другите субјекти се должни да се придржуваат кон правилото и со своите јавни изјави за постапката што е во тек, тоа е се уште пред истрага, не смеат да ги повредат правата на обвинетиот и оштетениот. Вие тогаш бевте и обвинител, и судија. Да бидам повулгарен, дури бранител бевте на вашиот Папазов, во кој што ноќта викавте, еве го човекот, нема никаква вина, за по 2 дена да се утврди дека итекако имало и негови пропусти. И вториот член, кој што го повредивте, е изричниот член од членот 289 од Законот за кривична постапка, вели сите действија преземени во предистражна постапка од страна на јавен обвинител или полиција се сметаат за тајна. Со тоа, почитуван премиер, вие направивте кривично дело за кое сега обвинат вашиот телохранител, а тоа е оддавање службена тајна како кривични дела против службената должност. Односно, ја компрометиравте истрагата. Но за тоа е премногу говорено во јавноста, сакам во овие 5 минути кои ми останаа да проговориме за нешто што и промакна на јавноста и за кој што првпат ќе проговориме од оваа говорница, а тоа е едно кривично дело од член 368а од Кривичниот законник, кој вели вака:
попречување на правдата. И сега ќе ви го цитирам ставот 5 и ќе видите каде вие ја попречивте правдата. Тој што со сила, сериозна закана или советување, нудење или давање некаква корист ќе влијае врз јавен обвинител, тоа вие го сторивте, да презема или да не презема со закон предвидени действија во постапка пред суд или друг орган надлежен за водење постапка, спротивно на неговата службена или адвокатска должност и овластување, или ќе го попречува, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. На што алудирам? Алудирам на тоа што вие на 18 февруари 2025 година започнавте со писмени траги постапка за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија. И еве што му наведовте во предлогот за разрешување, кој по мислење на Министерство за правда го поминавте на влада. Нарушен углед на институцијата, нема доверба. Нарушени меѓучовечки односи. Ги пречекорувал надлежностите. Нарушена функционалност, вадел инсайдерски информации, корупција и судир на интереси. И сето ова, кога стана истрагата, вие викате, а не, сега нема да го разрешуваме. Дали тука не гледате елементи на нудење или давање некаква корист? Тоа во правото го викаме до уд дес. Ти дадов за да ми дадеш. Или нашиот турцизам, алаш вериш. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО што е, а ја за возврат ќе ти го продолжам мандатов. Не гледате ли вие елемент на нудење или давање некаква корист, со која ја попречувате правдата ин флагранти? Ајде сега да одиме со моментот на владино прикривање, или владиниот каверап. Кажав, ноќта кога бевте во вториот дел на пресконференцијата, и обвинител, и судија, бевте и бранител. Му бевте бранител на Папазов, немал човек од вина. Како немал кога по закон за угостителска дејност и по правилникот, еве ја прилог 2, до градоначалникот се пополнува темплейт пријава и тој мора да води регистар. Ајде сега да видиме за другиот ваш ВМРО-ски кадар кој што не е притворен, за разлика од сите други негови претходници кои се притворени, директорот овој Владко Стојковски. Тој е директор од ноември, значи бил директор во моментот кога се случило, и тоа е како да го обвините производителот на пиштолот, а не непосредниот убиец, оној кој го повлекол од шкрапалот. Значи тој што е во моментот директор, кој не презел мерки, еве само за ваша информација, во Законот за државен инспекторат, кој е дополнуван 15 пати, што од Заев, што од Груевски, за да му угоди на ова угостителско лоби, каде што одат сите ваши пајташи, сите ваши рекетари оделе во таа дискотека, е изричита надлежност примена на прописи од областа на забрана и вршење нерегистрирана дејност и изрекување инспекцијски мерки. Член 8. Изричита надлежност на ДПИ. Од тука, во самиот закон за угостителска дејност, 40 пати е спомнат инспекторатот. 40 пати ги броев педантно. И сега, директорот пред него е крив во притвор, тој пред него е крив во притвор, само овој Вашиов не е крив. Не е крив и не е во притвор. Толку од вашата неселективност во истрагата. И на крајот, сето ова, земено на куп, има опасност да доведе до несоодветни обвиненија. Она што го кажуваше министерот, има 2 кривични пријави. Каква е таа кривична пријава за тешки дела против општата сигурност? Еве да знае јавноста, да не зборуваме на памет, тоа е членот 292. Членот 292 алудира на членот 288, бидејќи се повикува на него, и видете го описот на битието на кривичното дело за кое обвинет еден поранешен министер. Вика, тој што со пожар, поплава, експлозија, отров или отровен газ, ионизирачко зрачење ќе предизвика опасност за животот. Па кажете ми побогу, како може министер? Тој можете да го обвините за друго дело, за фалсификување исправа, злоупотреба, но со вакво ставено килово обвинение, или прочита во обвинението верижни реакции. Какви се тие верижни? Вие сте адвокат. Ние во правото познаваме каузален нексус, причинско-последична врска. Од тука, вие со сите овие дела на куп, со стек на вакви кривични дела, сте компрометирале истрагата. Сакам да прашам, до кога ќе ги штитите вашите корумпирани ВМРО-вски кадри? Ви благодарам.